Добро ви вечер, дами и господа. Добро вечер за сите вас кои се нетарпение го чекате овој момент на крајот на вестите. Добро вечер и за сите вас кои сакате на мира да си ги изгледате вестите и да се информирате, а не да гледате некој кој сака да се прави паметен. Попаметен и од нашите најпаметни политичари. Океј, денес на дневен ред светската економска криза. Таа лоша и злобна вештерка која виси над нас и не ни дава да одиме напред. Се знам бе каква криза што е вас. Министерот Ставрески уште во март минатата година објави дека кризата завршила. Да се подсетиме на тој свечен момент. Македонија во целина успеа да ја преброди кризата со најмали можни последици. Остварен е трет најдобар економски резултат во Европа, мерено според бруто домашниот производ, и спречени се негативните последици на пазарот на работна сила, односно зголемувањето на невработеноста, двете работи кои што се случуваа во многу други земји, каде што имаше драстичен пат на бруто домашниот производ. Така е! Браво, 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 во секој случај браво. Може би јас малку доснам со славење во Амалани, кога ова беше објавено, немав емисија, па не може да се израдувам вака јавно. И морав дома низ дневна да скокам по пижами. Ама од една ваква перспектива, на година и некоја недела по пребродувањето на кризата, добро е да се види до каде сме стигнале и колку само сме напреднале, колку нови работни места се отвориле, колку странски инвестиции дошли, колку скокнал стандардот и слични прекрасни работи. Абе, кога еднаш ќе помине кризата, нема враќање назад. И знам дека премиерот даде изјава баш завчера баш за ова. Тај да ја слушнеме и да видиме колку многу сме напреднале. Во неколку наврати кажав дека оваа година ќе биде година на заминување на светската економска криза и дефинитивно она што го очекувавме дека оваа година ќе замене светската економска криза, тоа и се случува. Ја во оваа прилика би сакал да заблагодарам и на сите граѓани кои што во изминатиот период во услови на тешка светска, на глобално ниво економска криза, имаа верба во нас дека мерките кои што ги преземаме со антикризните мерки, правиме максимум за убlažување на таа криза и дочекување на моментот кога таа ќе замине, што се случува веќе оваа година, кога гледаме дека веќе многу сериозно светската криза ја напушта Република Македонија. Да, супер, супер. Баш ме радува тоа што кризата ја напушта Република Македонија. Само не знам зошто, ама јас мислев дека кризата веќе си заминала и тоа уште лани. Или кризата доаѓа и си оди по потреба во зависност од приликата и од дневно-политичките потреби на тие што зборуваат за економијата. Ама не мислам. Мора да има некој пологично објаснување од ова. Например, можеби Ставрески зборуваше за некоја друга држава која ја пребродила кризата. Да, знам дека има случаеви со министри кои не земаат така големи плати, па мора да работат по две работи. Например, министар за финансии и во Македонија и во... Што знам, Швајцарија, например. Па можеби за Швајцарија зборуваше. Или пак можеби кризата на вистина си заминала уште лани, ама ја фатила некоја носталгија по нас и решила да ни се врати. Да, тоа е исто така доста логично објаснување. Или можеби вие имате некој подобар одговор. Ако е така, пишете коментар на сајтот на А1 или на Facebook, адресата е facebook.com/naraport.sojope. Толку за вечерва, се гледаме утре. Чао.